она кое што веројатно детската публика со нетрпение го очекува. Познатите лица од Театар за тебе и една од нив актерката Изабела Јакимовска, попозната како Бекапан, ја имаме ова утро и можеме да се поврземе во ова утринско будење. Изабела, добро утро. Добро утро и вам. Како сте? Одлично, ние секое утро расположени за средба со нашата публика, а и благодарение се разбира на вас, нашите пријатели, можност да и во овие утрински минути информираме за она кое што тековно се случува. А со вас и со актерите од Театар за тебе од време на време знаеме и да се слушнеме и да се видиме нели во студиото, затоа што неуморно работите, тоа мора да се признае и се гледа и изминатата 2025 за вас беше успешна година. Ја испраќаме полека, но ја испраќаме со стил. Така, детските представи по кои што сте препознатливи, особено новогодишните. Направивте навистина спектакл минатите години со Каде е Рудолф, но оваа година имате детски представи кои што вредат да се видат. Па ајде, Изабела, да почнеме од почеток. Што стартно викендов ќе ги очекува немладите? Стартуваме на 6 декември оваа година, малце порано од ланската година. Започнуваме со куќата на Дедо Мраз, опремивме еден простор во населба Ченто, кој го нарекуваме куќата на Дедо Мраз. На 6 декември дел од публиката ќе можат да го видат просторот, да имаат анимација со Елф, со Дедо Мраз и со Елса. И потоа тој простор ќе биде достапен за да си го користат за различни настани доколку некој индивидуално сака. Потоа на 7 декември имаме новогодишна работилница и потоа секоја недела имаме представи во Public Room, но за жал сите представи не се распродадени. Останати се само уште 10 билети за премиерата на Дедо Мраз Ослабел на 25 декември во салон 1919 од 7 часот навечер, од 19 часот. И билети можат нели секако да се купат на zlatenzap.mk, исто како и вас, и тие се наши долгогодишни соработници и не поддржуваат во она што го работиме. Да, поддршката е секогаш важна, токму заради тоа што ете и дава и смисол на работата, но и она кое што вие го правите како актери со љубов и задоволство кон представите, кон детските представи и особено таа инспирација која што имате околу Нова година и околу Божик. Ќе биде интересно да ете тоа децата го видат и да го доживеат кога зборуваме за креативните работилници, особено неопходни во детските години или во раните години за еден убав развој и моторика, но и начин на размислување. И верувам дека вие тоа го забележувате вака како тим, како екипа и преку самите представи и преку работилниците. Што е она кое што дополнително пак вас ви дава креативност, заради тоа што не станува збор за еднаш, туку станува збор за многу пати. И тука требаат повеќе идеи, треба оригиналност, затоа што тоа децата веднаш го распознаваат од прва. Ако не е нешто ново и ако не е нешто поинакво, веднаш знаеме дека преминува во здодевно, а вие никогаш не сте здодевни, нели? Па ете, за да го одбегнеме тој момент, во Дедо Мраз Ослабел одлучивме да направиме соработка со Дина Јашари. Таа е доста позната на нашата публика, така што оваа представа ќе биде едукативна, интерактивна и музичка представа. Ќе има публиката можност да не слушне сите нас малце како пееме и раскажуваме приказни преку песна. Тоа е нешто што е ново и различно во досегашните наши представи. Па стискаме палци, се надеваме дека ќе помине најдобри, дека ете таа соработка со Дина ќе продолжи понатака не само во новогодишните, туку и во сезонските представи понатака. Да. Значи стартувате викендов, утре и задутре, она кое што го спомена и како што рече, за жал нема карти, јас би рекла за среќа заради тоа што веднаш се распродадени, од тука интересот значи дека е голем, но дали постои можност или некаква ваша идеја, иницијатива за некоја реприза, за оние кои што можеби пропуштија да си набават билети за представите кои ги нема, односно кои што се распродадени? Во моментов сме во преговори за да отвориме уште по еден термин во истите датуми, но тоа ќе мора да го објавиме дополнително, па затоа би ги поканила сите што не гледаат и се заинтересирани да не следат на социјалните мрежи. Театар за тебе сме потпишани на Инстаграм и Фејсбук и доколку се објават репризни датуми, веднаш ќе го објавиме тоа и ќе имаат достапност да купат билети и да резервираат карти. Да, добро.
Ќе чекаме на таа информација и ќе се информираме токму таму, а кога зборуваме за представата за која што сте уште постои уште некоја карта, Дедо Мраз ослабел со знак прашалник, дали ослабел или не, нешто што веројатно дечињата треба да си го прашуваат или да си го одговараат во своите главчиња, но не само тогаш или не во меѓувреме, туку и на самата представа. Секогаш кога се гледам Изабела или вака или во студиото, она кој е составен дел од нашиот разговор е токму таа интерактивност со детската публика, нивната љубопитност и при тоа тие оригинални бисерни прашања кои што се прилично неочекувани, но секогаш бараат одговор. За тоа сте подготвени бидејќи искуството си го прави своето кога има соработка со децата, но веројатно и токму сега на престојната представа Дедо Мраз ослабел ли ќе имате сигурно веројатно такви интересни или коментари или прашања. Мислам, нашиот театар се води како театар во едукација, ние веќе повеќе од 4 години се занимаваме со тоа и интеракцијата е препознатлива по нашата трупа. Така да секако во секоја представа вметнуваме интерактивни и едукативни моменти. Да. Воспротивно не би се двоела од останатото. Така е. Споменав 2025 година, годината која што полека ја испраќаме, беше доста успешна за театар за тебе. Иако во минатото сме зборувале и вие како театар и како актери се соочувате со голем број предизвици во вашата професија и она што како услов постои во нашата држава во однос на тоа како и на кој начин сакате да креирате, да се изразувате и да ги реализирате вашите представи. Но што би издвоиле од 2025-та, пошто ќе остане запаметена, што беше најголемиот успех на театар за тебе и се разбира што е она кое што можеме да го најавиме и се подготвува за следната 2026-та? Она што би го најавила за следната 2026-та, мотивирано од 2025-та, е дека во 2026-та планираме нова премиера за возрастната публика. Имавме успешни распродадени 10 изведби на Те чекам, представата со таргет група 16+. Бевме многу горди на тоа, затоа што навистина е реткост независна сцена да распродаде 10 пати едно по друго представа во Македонија. Ја игравме низ повеќе градови, така да тоа не мотивираше да не застанеме и да почнеме да подготвуваме и представи за возрастната публика. Така да тоа би го најавила, би имало нов актер во тој тим, што нема да ви го откријам, ќе видите своевремено кој ќе биде новиот актер. Она на што сум исто неизмерно горда изминативе години е што мојот тим е лојален, што е истиот тим и секако само се надополнува, но никој не си заминува, тоа ми е многу драго. И исто сум многу горда на тоа што имаме лојална публика што доаѓа и по неколку пати да ги гледа нашите представи. Тоа ми е знак дека навистина сме на добар пат. Не велам дека секогаш сме совршени, но сме искрени. Така, и тоа е всушност, тоа се клучните работи за да си има една основа и за да се функционира добро. А тоа вие и тоа како очигледно го правите. Сега бидејќи ги спомена актерите, еве само да споменем и да искористим оваа прилика, колку актери има во театар за тебе? Да потсетиме во меѓувреме. Така, во моментов на новогодишни представи работиме околу 12 актери и плюс тројца кои се бават со менаџирање, продукција и техничка координација. Да, и кога зборуваме за координираноста и тоа како сте координирани, јас лично исто сведок како дел од вашите представи во минатото и она кое што можам да го потврдам или што го забележувам или што е за поздрав е навистина тој голем ентузијазам и желба да се направи нешто квалитетно, а при тоа да биде најдобро за публиката, за театарската публика, дали за возрастните или за најмладите, да бидат задоволни или да си отидат дома со насмевка на своите лица. Верувам дека тоа ќе биде така и со детските представи кои што не очекуваат до крајот на годината, но и за она кое што го подготвувате во новата 2026-та. Уште едно само прашање пред крај, дали планирате негде можеби гостување со представи или за деца или за возрастни надвор од Македонија, па може и надвор од Скопје, поточно низ останатите градови од земјава? Надвор од Скопје секако и за новогодишниот период ќе имаме гостување во Виница, во Охрид, мислам дека и во други градови, но во моментов не можам да се сетам точно кој беа. А патување надвор од
Македонија во моментов сме во преговори за да ја изнесеме представата Те чекам. Додека немам конкретни информации и датум, за тоа не би можела да откривам такви детали. Да, но затоа ние сме тука за сите новости и информации кои што ќе пристигнуваат дополнително или своевремено. Кога ќе имам конкретен датум и доколку го договориме тоа, ќе ви известам веднаш. Да, ќе ни биде мило да го пренесеме тоа на нашата публика, се разбира онаа која што е дел од вашите представи. Изабела, благодарам за времето и за овие утрински моменти што ете заедно со утринска на Телма можевме да ги споделиме и оние кои што не следат, особено за најмладите и за родителите, да можат да уживаат и во викендот, но и до крајот на годината. Ви посакувам успех и навистина убава следна 2026 за театар за тебе. Благодарам, имајте убаво утро и се гледаме на представа. Се гледаме убаво утро и убав ден, Изабела, а се разбира тоа го посакуваме и на нашите гледачи, секогаш препораки и настоки за тоа како и на кој начин може да се помине викендот квалитетно, па еве доколку немате друг план и се разбира доколку сакаме да ги направиме нашите дечиња задоволни и насмејани, секогаш и детските представи, детските филмови или оние активности и работилници кои што можат да ги расположат дополнително.